Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Интервју на К3 телевизија. Наш денешен соговорник е Симона Тоскиќ, драматург и извршен продуцент во театар Куманово. Симона, добре дојде и благодарам што ја прифати поканата да бидеш наш гостин. Ви благодарам што ме поканивте. Да те запрашам за почеток. Што опфаќа твојата професија? Што значи да се биде продуцент и тоа извршен продуцент, релативно млада личност како тебе? Така. Значи, прво, многу убаво да се работи во театар, барем за мене. Јас уште многу одам да го посетувам ова место и од секогаш сакав да се занимавам со ова професија. Се случи така да запишам факултет, да го завршам драмскиот факултет и за моја среќа да се запослам во овој театар. Запослена сум како драматург, меѓутоа нели како дипломиран продуцент многу повеќе сакам да ја работам таа работа. Така да јас како продуцент не можам да работам поради тоа што продуцент значи тоа е човек кој што ги обезбедува прво финансиските средства, а потоа ги распределува и на извршниот продуцент. Во нашиот случај продуцент е Министерството за култура, така да буџетот кој што го наменуваат за театарот во Куманово, нели нормално заедно со директорот го распределуваме во буџет за представи и така ги реализираме. Значи, тоа е еден, како да кажам, комплексен спој процес, да, поради тоа што да кажеме јас учествувам како продуцент и како драматург и како човек кој што во овој театар допринесува за распоредот, па и маркетингот за една представа. Значи го селектираме, значи ние целиот тој буџет што ни доаѓа од министерството, значи ги собираме тимовите, ансамблот, актерскиот дел, техниката, сценските работници и оној што е креативниот останат дел, значи режисерот, костимографот, сценографот, дали имаме композитор, актерот, стране, така натака. Значи, мојата работа е она што ќе стигне од Министерството да го распоредам по сектори и сето тоа да не го надмине лимитот на тој одреден буџет. И како се снаоѓаш? Успешно ли пливаш во овие води? Веќе трета година, 3 години си. Да, мене ми е прво задоволство да се работава, мислам. Од секогаш ми исполнувало, значи јас започнав како актер во овој театар, меѓутоа од секогаш сакав да работам нешто што е организација. Значи, продукција пред се организирање на еден продукт, нели проект, за самото тоа, значи, тоа не значи дека се работи само за пари, па се занимарува оној креативниот дел. Значи, во мојата професија прво се одлучува креативно, потоа, значи тоа некако тоа доаѓа демократски доаѓа, да, а потоа тоталитаристички се спроведува. Значи, битна е таа креативност во првиот дел, поради тоа што многу значи во тој процес да се избалансираат сите оние и да се предвидат работите кои што може да се случат, поради тоа што ако во тој период не се действува, да кажеме, трезвено, потоа сето тоа и да не чини многу поскапо. Значи да не збориме, ајде во театар е малку поразлично, например во филм еден ден чини многу повеќе, да кажеме, сега збориме во однос на пробите кои ги правиме во театарот, нели тоа вклучува камера, светло, кранови, значи друга техника, кои што многу чинат, да кажеме на и претпоставувам си го земаат својот дел од друга страна, па пак процесот не би бил комплетен. Па точно, тоа е тоа, всушност, менаџирање на целиот процес. Значи, продукција е организација, ама и не само тоа. Значи, преку сите оние менаџерски процеси, значи започнувајќи од планирање, преку организирање, нели, контролирање, координирање, па да не правиме муабет дека тоа сето почнува заедно со маркетинг, значи од почеток до крај. Значи сето тоа да се изорганизира, нели, и да се добие продукт кој што ќе се продава понатака и нели кој што успешно и долго да се продава, дистрибуцијата е
Особено во момент. вашата работа, кога една представа, кога веќе ќе ја доживее својата премиера, исклучително важно е колку нови прикажувања ќе има, нели? Точно. Еве, например, јас во оваа представа сум напишана како организација. Да, точно, ама и не само тоа. Еве, во ревизор. Така, тоа е ревизор. Ревизор, да споменеме, најновиот проект на театарот, да, последната премиера одржана. Така, тоа е последната премиера која што, да кажеме сега, нели, во месец јуни ќе репризираме многу повеќе од порано. Така, и ќе се популаризира повеќе. Так. Еве конкретно ревизор. Задоволна си од тоа како првично беа поставени работите, како излезе се? Или повеќе од задоволна, се случува ли такво нешто? Да предвидите конкретни нешта, па на крајот да бидете изненадени сами од себе и од сето она што екипата и сите комплетно ќе го дадат како продукт. Таа изненада за која што зборувате, знаете, од една страна е како ние го доживуваме еден проект, од друга страна е како публиката го доживува. Публиката ќе го види и ќе го доживува. Значи се случувало да сме задоволни од проекти за кои што публиката смета дека не се квалитетни, еве да кажеме. Сега ние за тоа А што во тој случај се прави? Па во тој случај, значи ние се моделирали понатаму представата со секој ново прикажување? Не, значи кога ги правиме договорите со режисерите, тие точно знаат во нивната експликација наведуваат како треба таа представа да изгледа. Еве, да кажеме, јас сум претседател на програмскиот совет на театарот, така да заедно со тимот со кој што работам во тој програмски совет, ние собираме на различни апликации, на крај одлучуваме кои се всушност тие наслови со кои што сакаме да аплицираме во министерството и да ги работиме следната година. Еве да кажеме, сакаме и најчесто правиме така, значи кога ќе избереме, ние сме сигурни дека сакаме точно таков проект. Сега, тој проект понатака сигурно доживува промени. Да кажеме, тој режисер некогаш и не мисли како што него доживеа само проект како минатата година. Значи, во тој случај, ние се држиме за таа дадена експликација и дозволуваме така мали отстапки, меѓутоа мали. Да. Так. Сето оно што е голема отстапка веќе не е тоа што е представа. Точно. Така. Значи, се дава таа можност, нели, таа креативност да на некои места да се зголеми, на некои места да се намали. Од друга страна, сакаме да го добиеме точно тој проект кој што сме го замислиле. Еве, во ревизор, да кажеме, вклучивме, мене ме многу драго, да кажеме, сега нема некои драмски секции. Кој се е вклучен во ревизор? Има 11 актери, значи составот го намаливме од оригиналниот наслов, значи таму има некои 25 лика. Сега на нас не ни беше цел да вклучуваме да правиме некоја масовна представа која што ќе трае 4 часа, иако самиот текст дозволува, да кажеме. Сега и во последно време се иде на подолги представи со поголемо време траење, не знам зошто. Сега е 2,5 часа. Меѓутоа, тоа време не се чувствува дека е толку долго. Чија умешност тука е пресудна? Режисерската пресудна. Да. Значи, овдека како што веќе кажав, има 11 актери. И да кажеме, нели, вклучен е ансамблот во театарот во Кумано. Се дава ли простор за млади актери, за нови ликови, за да Точно така, значи ние вдека вклучивме 4 млади актери, толку што дипломирани, 3 се од Куманово, 1 од Струмица. Многу ни е драго кога вклучуваме млади луѓе, поради тоа што нема драмски секции во последно време. Значи, јас сум започнала во нешто што е драмска секција како аматерски театар. Потоа ме викнале во професионален театар, па потоа ми се родила таа желба и потоа сум сфатила дека всушност сакам да работам продукција. Во тој контекст е многу важно да се има таква група, просто да се најдат децата дали воопшто сакаат да се занимаваат со оваа професија или не. Да кажем, има заинтересираност. Не дека нема, значи доаѓаат не прашуваат дали имаме некои секции за мали деца и така натака. А воопшто не функционира така? Па немаме ние, за сега немаме отворено таква секција, да кажеме. Не сме одлучили. Имаме, значи, идеја, но ја немаме реализирано. Може би тоа би бил следниот проект на кој што ќе работите? Па да, ние како проект имаме повеќе, значи, замисла. Да кажеме, знаете дека во овој театар има и албанска драма, освен македонска. Од Министерството споменеме и ти имаш удел во таа албанска драма, така? Во албанска драма имам играно како актер. Така? Да, и нормално им помагам секогаш кога ќе можам. Меѓутоа, кога се работи за македонска драма, значи ние сме хендикепирани заедно со албанската, поради тоа што
во Министерството се води дека добиваме 4 текста на тоа едногодишно ниво, кои не се 4, всушност се 2 по 2. Сега со 2 текста не може да се зборува за никаква репертоарна политика. Значи не можеш да направиш репертоар со 2 представи. Кои да се тие представи? Мораме да имаме комедија, да кажеме за деновите на комедија. Следна која да е од некој класик. И тоа ни треба модерен текст, ни треба детска представа. И што правиме во тој случај? Ние нормално си ги реализираме тие 4, нели 2 по 2 представи. Меѓутоа, зборам сега за македонската драма, од она што се сопствени средства од картите, правиме помали представи. Значи тоа е буџетот што го вложуваме за уште нели поголем буџет и тоа се најчесто и детските представи се дел од тоа. Посебно се залагам за тие детски представи поради тоа што би било жално некој дете да порасне и да живее во Куманово, каде што театарот има добра традиција. Да, да не знае кај е театар. Се случува. И затоа мислам дека е многу битно. Значи тие ни се посебно важна таргет група на која се посветуваме. И не ја запоставуваме. Има ли заинтересираност да го сакаат? Секако, да. Значи ние тие детски представи ги даваме по училишта, сега зависно нели за која па и нивна категорија се работи. Сега има представи кои што се за до 5 одделение, има некои кои што се до 8 одделение, а пак не се за помалите. Зборам за градинките. Сега не е битно тоа, значи ги правиме, значи гледаме да имаме бар 2. Со една некако не е тоа, не го задоволуваме критериумот. А сакав тоа да ви кажам дека освен што ги даваме по училишта и по градинки, нели зависно од проектот, исто така одвоивме термин во саботи, значи од 12:30 часот, кога родителите може да си ги донесат своите деца. Так. Значи тоа ни е еден така дел кој што сигурно ќе посети ќе збогати театарската култура. Да. Би те запрашала, се пронајде ли ти во професијата како млад продуцент кој што освен еве во театарот, рече дека си дипломиран продуцент, токму си работела и на видеоспотови, на музички спотови. Да. Колку и тоа те исполнува како продуцент? Па вака, значи точно, работев спотови, значи менаџирав пејачи, имав помали театарски групи, работев и пократки филмови, значи работев да. Прво мојата диплома така гласи, значи јас сум продуцент за филм, театар, ТВ и радио. Значи иако се работи за менаџерски процес, ние сме стручни за еве сите тие 4 медиуми. Значи не би сето тоа театар, каде си мислиш дека добро во кој води би пливала најдобро? Па не знам. Значи ја претходно и не бев во театарот кога завршив, па работев во Бугарија, работев во Турција и кога се вратив тука си го најдов местото. Значи сега за сега не во театар. Да, значи се си има свој драж. Сега и филмот, значи кога снимам филм, тогаш размислувам кој ќе ми е следниот филм што ќе го работам. Кога работам представа, сегогаш сум која ќе ми е следна представа. И така натака и за музичките спотови исто така. Просто се сакам професијата и се забележува тоа, значи и не ми е проблем значи да работам било што е од оваа професија буквално. А консултираш ли одредени твои колеги, продуценти? Одредени колеги од твојата бранша кои што можеби и Да. Консултирам, меѓутоа сега за оваа работа мислам единствено го консултирам директорот, пошто со него соработката ми е директна. А тоа е тоа, значи продукција е способност како да ги изменаџираш секторите, сите ресурси останати. Како го менаџираш твоето време? Твоето слободно време? Останува ли слободно време? Останува, за се наоѓа време. Значи мене многу ме исполнува да кажеме, многу слушам музика и многу сакам моите милени песни да ги симнам без разлика дали се на клавиатура или на гитара. Да кажем, ете тоа многу ме исполнува. Исто така музицираш? Да. Исто така се случува периодично, сега зборам, да насликам некоја слика исто така. Меѓутоа за сето тоа поретко наоѓам време, но го правам етапно. Значи да се случува во текот на ден. Не ги заборавам пријателите, само да кажам дека кога се сака нешто
се наоѓа време, да. А колку од твоето време посветуваш тогаш на работата? Умееш ли да останеш по работното време, па или да отидеш до дома па да се вратиш овде? Вака, ние во театарот малку е поразлично. Значи ние немаме работно време. Сакам да кажам дека работно време не значат ништо за вас. Ништо не значи. Значи јас можам во тие 8 часа да не се појавам во театарот, а да ги вршам сите околни работи кои што се вон театарот. Сакам да кажам дека ако сум 8 часа во театарот, мојата работа не би била завршена. Исто така, кога ќе сидам после тие 8 часа, нели нормално доаѓам секој ден на работа, кога сидам дома, тоа не значи дека јас сум завршила. Седнувам на компјутерот до завршувам или тоа се некои телефонски разговори кои што захтеваат да се после работното време. Сега, тоа не е само во мојата професија. Сега јас работам, никој друг не работи. Актерите да ги земем. Актерите точно доаѓаат кога се нели подготвува представата, идат на проби. Тоа не значи дека тој актер кога ќе се отиде дома, точно така, дека не иде да гледа други представи, дека не гледа други клипови кај што си го надополнува својот лик. Тој режисер кој што е тука, не значи дека ја одржал пробата и се отишол дома и сега готова завршила. Не, мене ми се случувало ако не сум режисер да се будам навечер од спиени, да не знам да сум онака леле до кај се сите работи, онака кога сме во некој ек на спремање на представата. Тоа ли е адреналинот кој што го сакаш во животот? Да. Тоа ли е одбрана професија? Да, дефинитивно. Многу убаво да се работи со овие луѓе. Знаете, станува збор за еден квалитетен состав, за едни интелигентни луѓе, за еден специфичен хумор, за некои многу поразлични анекдоти. Просто многу убаво да се живее тој театарскиот живот, еве да кажеме, и колку и да се напорно се работи, а се работи напорно кога се спрема една представа, како што ви кажам, тоа е психофизичко исцрпување. Сето тоа се забора. Го разигруваат моментот? Да, го разигруваат, меѓутоа она што го вложуваме како напор, еве еден актер кога стои на таа сцена, да кажеме, тој не е само физички тука, него тој психички комплетно се дава. Така да многу е напорен целиот тој процес и кога ќе се случи таа премиера и кога ќе го добијат тој аплауз, тогаш се заборава целиот тој труд. Со некоја катарза веќе се прочита. Да, тоа е како да кажам, оправдување на тој труд. Едноставно награда. Точно така. Актерите ги бие глас дека се боемџи. Вие покрај нив го живеете тој боемски живот. Би значило умеете ли да се подружите и па се дружиме. Посебно во кафеја, посебно кога се спремат представите. Да, кога се спремат представите почесто, морам да признам. Поради тоа што дел од составот живее во Скопје, па треба да патуваат, па не ги задржуваме после представа, меѓутоа и они остануваат, така да интересно е да се работи во театар. Симона, не случајно веќе сме на сцената. Ова е сцена од Ревизор. Да. За сите кои биле да ја погледнат представата е позната, за оние кои што не е позната ги покануваме, претпоставувам. Треба да дојдат да ја видат. Бидејќи изгледа сосема автентично, интересно. Да. Представата е убава да се погледне, мислам. Така. Ова е местото каде што се чувствуваш своја на своето, претпоставувам. Овде си почнала со овдека своите... почнав. Да, прво бев, како што веќе спомнав, во една аматерска драмска секција. Од колку години спомена? Од 6? Од 11. Така, 11. Значи, идевме во исто школа со Сашко Коцев и тој прв почна со значи тој прв со драмската секција и ја бев као ај да видам ја што е тоа толку интересно, па што идеш секој ден, па толку многу зборуваш. И така отидов и буквално се инфицирав со театар, така да 2 години бев во аматерската група со Сашко Коцев, потоа ме викна овдека се спремаше Белото циганче, детска представа. Прифатив да глумам во представата, го викнав и Сашко,
Па потоа се случи дека им требаше инспициент, суфлер и реквизитер, па ја одбив главната улога женска, па прифатив тоа да работам позади сцена. Многу ме интересираше да видам што се всушност случува со сите тие, зад кулисите буквално. И така прифатив, значи инспициенција да водам, што всушност означува за оние што не знаат, да кажеме што е тоа. Тоа е на англиски stage manager, односно менаџер на сцена, значи тој кажува кога да се пушти светло, музика, кога да реквизити одредени, претпоставувам. Реквизитите оди пред представата. Stage менаџерот ги вика актерите на сцена токму кога треба да се појават, нели малку порано пред да излезат на сцена за да се зафатат дел од текстот. Иако тие слушат веќе во гримиорна што се случува на сцена, меѓутоа тој сепак ги повикува на тој микрофон што е во кабината тука за првиот пат. Исто така, значи кажува кога да почне да запре музиката, истото се случува и со светлото, со светломајсторот кој што се наоѓа нели во друга кабина, во другиот дел од театарот и така натака. Значи и тоа е доста интересно. И тоа е менаџерски дел, го работев тоа кога имав некои 13 години, може. Колку време си минала овде во театарот? Во тие години кога можеби се случуваат пресудните одлуки? Па многу време поминував, да ви кажам. Значи, па посебно кога спремавме едно клип шоу, се сеќавам, тоа беше 99-та година. Имавме еден бугарски режисер Лозан Јорданов. 3 месеци, тоа беше летен распуст некој, ама буквално 3 месеци од сабале до вечер бевме тука. Идевме на спеење за некои 4-5 сати. Се работеше од сабале до вечер, сите оброци тука ги поминувавме. И морам да кажам дека изградив многу добри пријателства во овој театар. Ги негуваш од тогаш навака? Па да, кој повеќе, кој помалку, меѓутоа да. Јас сум постанавте пријатели, сме ми кажа во една прилика, така. Ние дури одново соработувавме кога студирав јас. Значи јас запишав класа после неговата, ама продукција, нели? И тој веќе беше дипломиран. И тогаш, значи, сакав Кумановци да вклучам во проект. Многу сакам, уствари, да работам со Кумановци и увек кога можам ги викам. Тоа се случи и тогаш кога студирав, бев негде 3-та година. И правевме една кратка комедија која што постигна многу голем успех, се вика Првосмукалка и може да се најде на vimeo.com. Тогаш ги викнав, значи, Сашко Коцев има главната улога, Стефанија Зисовска, која што веќе не работи во овој театар, таа имаше така епизодна улога. Жаклина Петровска, која што сега е во театар комедија, и она имаше една споредна улога, и јас. Значи, сакам да работам со Кумановци, сметам дека направивме добар проект. Тој проект отиде на исток до Грузија, на запад до Торонто на фестивал, има таму македонски филмски фестивал. Така. Да, и тоа е 17-минутно кратко филмче, меѓутоа беше во иста вечер со Балкан Кан на тој истиот фестивал. Така да многу ми е драго дека постигна многу голем успех. Па на сајтот fakulteti.com.mk мислам дека 2 пати беше избран за најгледан линк. Така да ние Кумановци знаеме да направиме добра комедија. Да, ве карактеризира тој хумор, таа шегобиност. Умееш ли да кажуваш шеги во друштво? Па сега не знам. Кажувам кога ќе се случи да кажувам шеги. Не ме тоа нешто што сакам тоа да го правам по секоја цена. Кога ќе се наложи најмногу? Такви некои ситуации кои што се комични? Па комични, непредвидливи, нешто што не сум слушнала до сега, да кажеме. Пошто тука во театар многу најразлични шеги се слушаат и ретко што не се слушнало, онака. Така да се тоа што е ново и не слушнато за мене, да, тоа ми се свиѓа. А што те растажува? Па ме растажува кога друг е тажен, да кажеме. Ме растажува кога кога ќе се наложи да бидам тажна, а да другите, да кажеме, не дозволам да го приметуваат тоа. Да кажеме, јас секогаш најчесто имам насмевка на лицето и си препознатлива по тоа, по широката насмевка. Да, меѓутоа така ја сокривам и тагата всушност. Мислам дека на моменти кога што повеќе некако покажувам,
дека сум повесела, мислам дека сум потажна некогаш. Не сум секогаш толку многу весела. Тоа ми го балансира. Што ми прави во балансира таквите таа. моменти? Што е она што ти е како своевиден издувен вентил? Па тоа, токму насмевката. Така. Да. Ам, Така најлесно се решаваат проблемите. Значи, да им се насмееш во лице. точно. Значи, си барат они своји... Ги омаловажуваш проблемите. Ги победувам И ги со надминуваш. позитива. Одлично. Останато време за некоја активност, хоби, за нешто што ти е пасија, спомена може би тоа сликање, ама не го практикуваш често. Сликањето ми бара спортуваш повеќе ли? спортувам. Значи, брзо одење практикувам веќе повеќе од 3 години. Кога можам возам велосипед, кога можам играм кошарка. Значи све што е спорт, ја и се бавев многу со спорт, играв кошарка за 3 тима кога бев во основна школа. Се бавев и со атлетика. Така да имам таков некој спортски дух, борбен. А одиш ли на надпреварите на кошаркарски клуб Куманово? Не посетувам толку. Зошто? Не посетувам толку, затоа што најчесто кога ние сме на представи овдека доаѓаме двократно во театар. Кои што се... Точно. И затоа не ги пратам многу повеќе посетував спортски надпревари и гледав на телевизија. Сега морам да признам дека немам доволно време за тоа. Меѓутоа, секогаш ми е многу драго да учествувам во било кој спорт. А книга? Се почестуваш ли со добра книга? Да. Ги купуваш или ги изнајмуваш од Ги библиотека? купувам. Кога епте нешто не можам да најдам, го изнајмувам. Последно прочитано дело, некое карактеристично нешто специфично? Последно, фотокопии од Џон Бергер. Би ја препорачала, така? Би ја препорачала, меѓутоа не се наоѓа на англиски ја читав, ја нема преведено на македонски се уште. Говориш ли други јазици освен англискиот, кој што е веќе некако Да. завршитен? Спомена си била дел од представа на албански јазик. Го говориш или го Не говорам помалку го знаеш? Ги разбирам, значи албанците овие актерите што се во театарот. А како тогаш учествуваш? Сум во љубител представи? на јазици и сакам да учам јазици. И увек кога кај можам учам некој нов збор од нив. Драго ми е да знам албански збор. Увек ми се наоѓало. Ми било ми значело. Сум разбирала некогаш кога сум имала ситуации кај што мисла дека не знам ништо, а ги разбирам што зборат. И тоа ми одело во прилог, да кажеме. Како и се во животот, се што ќе се научи, секогаш се наоѓа кога ќе ти притреба, да. Затоа све што ни нуди животот треба да го прифаќаме онака, не да го отфрламе, него баш и колку да ни се чини банално, увек се случува да ни се најде во живот. Така да, еви, кога живеев во Бугарија, не живеев некоја долго време, тоа се 10 месеци, тогаш не зборев бугарски таму. Ама, еве, сега имам многу пријатели, па се случува да ми кажат онака од кај толку многу знаеш бугарски. Им возраќаш, така? Да. Бугарски знам многу добро. Во Турција спомена дека си работела одреден И во Турција проведов 2 години, од кои 7 месеци... Тоа беше одреден проект или ангажман? Да ви кажам искрено, јас отидов на Нова година таму и останав месец дена. После тоа не ми се враќаше. Направивме таму една мала група со која што дававме представи, меѓутоа... На македонски, на англиски? На англиски. Имаше некои на турски, па ги имав преведувачи. И беше многу потешко, затоа што турскиот првата година кога бев таму, стварно воопшто не се ни потрудив да го научам, пошто работев со луѓе кои што зборат на англиски. И тогаш воспоставив контакти, менеджирав и таму некој диџеј, меѓутоа тоа не беше некој, да кажеме, долгорочен ангажман. Да, тоа се само приходи, онака кои што сега ги имаш, утре ги немаш. За секоја млада личност која што се опробува во животот. Да, и Истанбул е многу скап град. Не можеш да спечелиш таму не знам колку многу, меѓутоа многу сакав го сакав времето што го поминувам таму. Да, прекрасен град е тоа, запознав и таму прекрасни луѓе. Да кажеме, не му се посветив на турскиот толку многу, му се посветив откако се вратив, затоа што мислев дека ќе продолжам таму да живеам. Меѓутоа, се запослив тука во Куманово и тоа беше тоа. Во меѓувреме сакам да кажам дека работев во танец, во ансамблот. Националниот ансамбл, така. Таму Каков мислев дека... ангажман таму имаше? Таму бев проект менеджер.
Значи имав организирано неколку настапи во Настапи неколку нивни, различни држави. Да, и тоа беше одлично искуство. Ама и ме се заним- врати на театарската. Да, се вратив тука. Да. Би те запрашала, прочита во едно твое интервју. Велиш, убаво е да си од Куманово. Па убаво да се од Куманово. Така. Знаете, јас си го сакам мојот град без разлика што сум доста разочарана од типот на гледам дека не се вложува доволно во екстериерот, во она како ќе изгледа овој град. Гледам дека многу луѓе тука нема. Значи, сето она што повеќе ми исполнувало порано, сега не ми исполнувам, па за сметка на тоа пак работам работа што си ја сакам. Сега, никаде нема две добра, како се вика. Значи, секогаш ни недостасува нешто. Затоа сте вие тука да направите некаква ренесанса во одредена област, да направите некаков трудиме. напредок кој што ќе биде впечатлив, а е впечатлив и да бидат времињата одлика на вашето и работењето на сите оние кои што сега действуваат во овие моменти. Знаете како, јас секогаш давам се од себе. Меѓутоа, професијата која што ја работам не зависи само од мене. Значи, тука има во овој тим секогаш е се решение минимум за нештото. 20, 25, Так, 30 луѓе сме сега. Значи, не можам, давам се од себе, се трудам и другите да дадат максимум од себе, затоа што секогаш ние сакаме да си се надминуваме, барем јас. Од она што го имам направено, сакам да следен пат да уште повеќе да вложувам енергија, а се случувало да вложам многу помалце енергија следниот пат за уште поголем резултат. Само да кажам дека се во животот е тренинг, дури и ова овде. И енергијата која што ја носи човекот секогаш. Дефинитивно. Позитивна карактеристична за тебе, да споменеме, веруваш ли во хороскоп и што си во хороскоп, па мислиш ли дека веруваш ли во тоа дека може би Стрелец сум во хороскоп. Како и јас. Јас на пример да. верувам во хороскоп и мислам дека е Од она што го читам верувам. карактеристики, да, не Од знам она јас што го колку читам е. верувам, па верувам, Па порано одлики повеќе на верувам. стрелецот се еве тој ентузијазам, непоправлив оптимизам кој што еве по твоето говорење мислам дека се забележува и зрачи од твојата личност. Да, сум Тоа се оптим- твоите доблесни страни кои што би ги Па истакнала да, секогаш. сакам да патувам, да кажеме. И тоа е одлика на И стрелецот. тоа е одлика на стрелец. Авантури. Борбен дух така. сум, авантура исто. Така. Да, од А она што го имам што мислиш прочитано. дека ти е најголема мана? Не постои човек без мани. Да. Доцниш ли или си секогаш на закажаниот термин? Ранобудна си или си спанка? Ранобудна сум, а Тоа ме значи дека спиеш иритира. малку? Не, тоа значи дека спијам повеќе пати. Така ми налага работава. Сметам дека многу ме иритира, да ви кажеме, вака, откако се вратив последно после Турција во Македонија, многу ми пречи што луѓето каснат во Македонија, генерално. И дека поради нив, и мене ме зема тој таков таа машина и почнува да ме меле во неа и ако сум планирала нешто да завршам во одредено време, значи просто не можам да го завршам поради тоа што другите каснат. И со текот на времето приметувам дека и на мене се рефлектира тоа и дека на моменти си викам ај па и другите ќе каснат, па ја зашо да сум на време. Кое што не ми се допаѓа, нели? Бевме ние на време, мислам дека. Вие бевте на време. И претпоставам во одредениот термин кој што си го зацртала и кој што сме го зацртале ќе направиме нема убава рамка, убава рамка која што ќе биде убава за гледање, за слушање, бидејќи имаш многу што да кажеш, претпоставам нашите гледачи ќе бидат задоволни од сето она што им го кажавме овде. Да, се надевам. Ако нешто недостасува, слободно обрадете се во кое да сакате време. Симона, говоревме за твоите претходни активности, минати активности, говоревме за детството, за хобија и останати нешта. Остана ли нешто за кое што не проговоривме, освен за она што го планираш еве во најскоро време? Во најскоро време сите мои планови се нели поврзани со театарот. Планираме, значи еве прво што ќе ни се случува овој викенд, гостуваме на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Значи таму сме во оној
нели фестивалот е со надпреварувачки карактер и планираме таму да планираме да се освоиме награда. Се надевам дека тоа ќе биде следниот веќе повод за повторно да се сретнеме. Да, се надеваме. Тоа е со представата Ревизор, така? Тоа е со представата Ревизор. И оваа сезона ја завршуваме со премиера на албанска драма. Следната сезона ја започнуваме со комедија и за тоа ќе ви известиме нели накнадно. Еве Коле Ангеловски ќе подготвување. Така, одлично. Да. Причина плюс сите да го посетат театарот во предстојниот период и секогаш кога имаат прилика. За предстојната сезона се во подготовка и во тек изработка, претпоставам, на оние проекти кои што ги финансира Министерството за култура. Остана ли нешто недоречено, нешто за кое што не проговоривме, да упатиме можеби порака до младите пред се, ти рече си израснал овде, штиците кои што живот значат и те примамиле, се магнет кој што постојано те навраќа тука. Така, па како се всадува таа љубов кон театрот? Па или ја имате или ја немате. Значи не може да се занимавате со оваа професија и доволно да не ја сакате, а се уште да ја работите оваа ниту пак да ја работите како што ја работите добра. Така. Значи, како и секоја работа си има своји позитивни и негативни страни, се работи напорно, меѓутоа, како што веќе кажав, се се заборава. После таа премиера, после добро завршената работа, аплауз, после евентуална награда. Така да, порака, која би била моја порака? Порака е, значи, сите да она што ќе си го зацртате како план, она што го сакате, да останете доследни до тоа, зашто само така ќе можете понатаму да творите и да не се осеќате уморни од работата. А ти неуморно работиш и претпоставам продолжуваш со истото темпо, бидејќи како што речеш ќе спиеш повеќе пати на ден, пак имаш енергија, време. И потоа пак ќе сакам да дојдем тук. Така, како најсилно оружје на смевката, претпоставам оваа позитивна енергија ќе те одржи постојано во добро расположение и во добро мнение за сите нешта кои што си ги зацртала. Благодарам што беше наш гостин. Ни беше мило, ние пријатно ги поминавме овие мигови. Претпоставувам и нашите гледачи. Почитувани, благодарам што бевте на програмата на К3 телевизија. Наш денешен соговорник беше Симона Тоскиќ, извршен продуцент, драматург во театар Куманово. Таа имаше многу за што да говори, а тоа е причина повеќе да ги проследите и нашите репризи на емисијата и секако доколку пропуштите нешто да слушнете и видите овде, проследете на k3.mk.